Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека ситуацијата со пожарите во државава е под контрола и оти во моментов нема огнена стихија која што е надвор од контрола. За најголем дел од пожарите, вели премиерот, постојат сознанија дека се подметнати. Имаме од 30 па и повеќе пожари секојдневно. Вчера беа над 50 пожари. Најголемиот дел од нив постои сомневање дека се подметнати или пак од негрижа се имаат случајно. До сега можам да кажам дека во јули месец ја држиме работата целосно под контрола. Во функција се сите оперативни летала кои што ги има дирекцијата за заштита и спасување, армијата и полицијата. Во функција се оние специјални возила, условно да кажам, кои што ги подготвивме, бидејќи знаевме што не очекува ова лето, нагласи Мицкоски. Премиерот потсети дека е активиран и европскиот механизам, но како што кажа со оглед на тоа дека пожари беснеат насекаде во Европа. Најверојатно нема слободни воздухоплови кои би биле дел од тој ЕУ механизам кој што би помогнал. Мицкоски кажа дека во моментот повеќе од 200 припадници на армијата се на терен, како и полициски службеници. Се организираме и работата е под контрола. Ке се случува цело лето, ќе има и во август месец. Во овој момент немаме некаде огнена стихија која што е надвор од контрола. Според информациите на Центарот за управување со кризи од утрова, во текот на изминатото деноноќие на територијата на државата се регистрирани вкупно 51 пожар на отворен простор, од кои 8 активни, 7 се под контрола, а 36 изгаснати. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98, како и на Евродизелот од полноќ се намалуваат за 1 денар по литар. Екстра лисното масло за домаќинство поевтинува за половина денар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе биде 74 денари. Евросупер БС 98 ќе се продава за 76. Евродизелот за 70,50 денари и екстра лисното масло за домаќинство за 70,50 денари за литар. За 0,746 денари поевтинува и мазутот. 1 килограм мазут ќе чини 39,412 денари. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, попладни во вечерните часови со услови за изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ке дува слаб до умерен попладне во западните делови, повремено засилен ветер од западен надолж по Вардаријето од северен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 13 до 22, максималната ќе достигне од 30 до 37 степени. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Попладне во делови од котлината ќе има услови за умерен развој на нестабилна облачност, со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен попладне повремено засилен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 19, а максималната ќе достигне 36 степени. До четврток ќе преовладува променливо облачно и посвежо време, со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до повремено засилен северен ветер, а дневната температура ќе биде во опаѓање. Од петок се очекува постепен пораст на температурата. Израел не спроведува кампања на изгладнување во Газа, рече премиерот Бенјамин Нетањаху, нарекувајќи го обвинувањето дрска лага. Нема политика на изгладнување во Газа и нема глад во Газа, изјави тој. Нетањаху додаде дека Израел овозможил да пристигне количината на храна што е потребна според меѓународното право. Хамас ја краде хуманитарната помош, потоа го обвинува Израел дека не ја испорачува, истакна Нетањаху. Обединетите нации велат дека Израел го отежнува доставувањето помош во Газа поради бирократски пречки и воени акции. Меѓународните организации, вклучително и Светската здравствена организација, велат дека постојат сериозни недостатоци на храна и неухранетост во појасот Газа. Израел вчера почна со дневни 10-часовни паузи во воени операции и отвори нови коридори за достава на храна и лекови во Газа, додека Јордан и Обединетите арапски емирати испрлиле 25 тони помош од воздух. Израел донесе ваква одлука откако се соочи со засилен меѓународен притисок, а индиректните преговори за прекин на огнот со Хамас пропаднаа без договор на повидок. Шефот за хуманитарна помош во Обединетите нации Том Флечер изјави дека Израел олеснил некои ограничувања и дека стотини камиони со помош вчера влегле во Газа.
Министерството за здравство на Газа кажа дека уште 14 луѓе починале од глад во изминатите 24 часа, а вкупно 147 од почетокот на војната.